Ноќ помеѓу 21 и 22 декември, всушност сега е недела, 1985 година, полнокна програма на Радио Скопје. Луда ноќ, како што вели Јасна Злокиć, ќе си помине некако. Ние сме се уште со нашето студио во Штип. Покрај мене, стариот познаник на пополноќната програма Александар Донски. Сашо, добра вечер. Добра вечер. Имавме ние една цела пополноќна програма со твојот труд во потрага по неоткриеното фолклорно богатство во Штип, како добар познаваш на Штип и Штипско. Ти овој пат навистина многу ни помогна во изборот на содржините од градот. Требаше да излезе и книга со селектирани твои трудови, со легенди, со не се ни веќе сеќавам што се требаше да има внатре, со историјати на песните и така. Во моментот евентуалната збирка, ракописот за идната збирка се наоѓа на рецензија кај професор Саздов Томе, а друго најново од мојот труд е тоа што на Радио Штип спремам секоја недела по една емисија од серија наречена Судбината низ песна за потеклото на штипските народни песни. Беше и председател на организациониот одбор на изложбата Стари фотографии Штип во минатото. Имаше ли од кога ви датираат најстарите фотографии? Тоа е сигурно возбудливо и да се работи, бара многу труд и истражувањето. Еден од можеби најзначајните, од позначајните културни настани во оваа година секако беше отварањето на изложбата на Стари фотографии Штип во минатото. Иницијатор беше председателството на фотокиноклубот Ванчо Прке од Штип, по чија иницијатива се формира одбор од еминентни штипски истражувачи, историчари, ентузијасти и стручњаци за фотографија, кои се зафативме со отприлike едногодишна интензивна работа во истражување и проучување на старата фотографија од Штип, што резултираше во форма на таа, слободно можам да кажам, по обем единствена изложба од таков вид во Републикава. Може ли штипјани да си го препознаат својот стар Штип, како реагира граѓаните одзивот? Одзивот за одзивот на оваа изложба најдобро е да ви укажам на фактот дека таа беше отпрвен беше планирано да трае 2 недели, но поради огромниот интерес на граѓаните беше продолжена на цел месец, а сега постои барање од некои работни организации да се и таму изложбата пренесе. Инаку јас изложбата е опфатена само архитектура. Најстарите фотографии датираат некаде од крајот на 19-тиот век, а да ги наречем најновите некаде од почетокот на 70-те години, кога настанаа последните позначени архитектонски промени на лицето на градот. Да се надеваме дека ќе имате и повторно поставување на оваа иста изложба или збогатена со уште некои нови, тоест стари фотографии. Барем заради хендикепот на нашите слушатели кои ноќва по програмава ете од едноставни технички причини не ќе можат да ги видат фотографиите. Сашо, ти благодарам за разговорот, а од Скопје очекуваме што друго освен музика.